Риболовот во областа Македонија датира уште на раните периоди, односно уште од појавата на човештвото во фаза на девијаштво или варварство. Такви појави имаме на Охридското езеро, затоа денес сведочат фосилни остатоци од коскени украси и орудија кои пред се употребувале за лов на риба. Затоа денес сведочи на калната населба во местноста Градиште, која е имитација на тоа што се случувало во давнешното време во најстарото езеро на Балканот и во Европа, односно на Охридското езеро. На бреговите на Охридско езеро имало население во континуитет од многу одамна, односно од праисторија. Морало да се обстанува, значајна улога за преживување бил и риболовот, покрај ловот како најзначајна гранка за прехрана на самото население. Риболовот бил значајна гранка на енхелеите и десаретите, население кој екзистирало на овие простори. Тие ловеле риба со коскени или јадици изклесани од камен, со дрвени стапови и конеци од лилјани или жили од животни. Водите изобилувале со риба која се ловела и со харпони од дрво со коскени камени вровови. Риболовот бил значајна гранка и во 4 век пред наша ера од царството на Филип II и подосна под Римска империја. Првите пишени записи се на историчарот и географ Страгон, кој запишал дека една од најбавите риби се пастрнките од Охридското езеро. Македонија е лука на машичарењето. Во сите енциклопедии во светот во историјата за мушичарење е запишано дека првите записи за риболов со вештачки мушици се направени токму овде во Република Македонија од страна на патописецот Глаудис Алинаос, кој живеел од 170 до 230 година во нашата ера, кој во својата книга De Natura Animalium ги прави првите записи за мушичарењето и опишува како македонците во Македонија ловат риби со црвени пеги, со вештачки мушици, кои сами ги изработувале, односно тогаш е опишан и првиот мушичарски прибор, тоа се првите мушици, риболовниот стап и риболовниот конец. Во времето на цар Самуил се вршила експлоатација на рибите на Охридското езеро и рибарите платиле данок за тоа. Затоа сведочи Теофилат Охридски. Во времето на цар Душан 1337 година имаме пишан податок во кој се кажува дека цар Душан спровел подароци кон црквата како ловишта на Охридското езеро на црквата Перивплета со 7 рибари. Овие податоци сведочат дека на различен временски период има континуитет на риболовот на овие простори. Значаен период за риболовот е отоманскиот период, во кој период рибите од езерото се давале на концесија во период од 2 до 4 години и се делеле на скелиња за кои рибарите давале надомест за ловење на риба. Во тој период риболовот била најзначајна гранка, била најповеќе развиена. Населбите во тој период и на Охридско и Дојнанско и Преспанско езеро биле типично рибарски и основна дејност и екзистенција била рибарството. Во овие населби се сушиле рибите и се делел самиот плен. Риболовот играл важна улога во екзистенција на рибарските населби и во периодот помеѓу двете светски војни. По Втората светска војна се формираат првите риболовни стопански задруги, каде рибарите полагаат и одреден курс и се стекнуваат со дозволи за риболов и ги одредуваат некои законски нормативи. Бројот на рибарите во континуитет се зголемува поради тоа што основна екзистенција бил риболовот како стопанска гранка. За големата историја и значење на риболовот на овие простори укажуваат и делјаните како лавринти, односно градби за риболов најавила во Охрид и Струга. И за риболовот на Доранското езеро, кој е остаток од некогашното Пеонско езеро, познато уште и како Стримонско езеро, и припаѓа на така наречената Пајонска група на природни балкански езера со старост која се цени на повеќе милиони години. Постојат многу записи и сведочат за риболовот. Риболовот на Дојранско езеро отсекогаш била главна економска активност за локалното население. Во минатото во светската научна литература езерото е представувано како едно од најпродуктивните езера во Европа. Доранското езеро е исто така познато по уникатен начин на рибарење. Од најстарите времиња локалните жители користеле трската на најразличити начини, вклучително за рибарење. Големи количини на трска се користеле за правење на специјални стапици за риби со различни форми дизајн големина, односно мандри, насеки или фунти. Рибарите при тоа ловат водни птици на кои им ги сечат примарните перија и ги чуваат близу мандрите. Овие птици всушност се користат како гоничи на рибата во рибарските стапици. Ваквата стара техника за рибарење е многу ефикасна. Веќе само за една мандара на ваков начин може да се уловат од 20.000 до 30.000 кг риба. Како континуитет на големата историја и значајна улога на рибарството во Македонија, во Охрид има ден посветен на риболовот. Тој е ден на рибарите на 21 јануар, каде цел Охрид живее во стара традиција,
во духот на рибарите со манифестација проследена со многу рибарски содржини. На овој ден рибарите започнуваат со лов на пастрамка после нејзиниот мрез. Во овој период бил застапен комерцијалниот риболов со мрежи, а современиот рекреативен риболов се појавува во периодот после Втората светска војна и риболовците биле поделени во 3 групи кои ловеле различни видови на риби. Едни ловеле пастрамки, други јаголи во далјаните, а трети краповидни риби или како се нарекувале тогаш бела риба или дива риба. Риболовот со рибарски стап на овие простори датира од мугрите на човечкото постоење до денес. Овој риболов еволуира и со време прераснува во современ риболов со разни видови на трски, мамци и други риболовни опреми или сега наречен рекреативен спортски риболов. Република Северна Македонија има хоризонтална површина од 25.713 km² и реална топографска површина од 32.270 km². Границата на Република Македонија е долга точно 850 km. Границата минува преку 18 планини, од кои 8 се високи над 2000 метри, 6 котлини и 3 езера, и бидејќи е главна планинска, незината просечна височина е дури 1295 метри. Просечна надморска височина на Република Македонија изнесува 832 метри, Македонија е меѓу највисоките држави во Европа. Вкупната должина на целата дренажна мрежа на реките, рекичките, потоците, повремените потоци, долови во Република Македонија изнесува извонредни 48.300 километри, или повеќе од обемот на земјата. Во Република Северна Македонија има околу 1600 водотеци, чија вкупна должина изнесува 11.650 километри. Од нив 4 реки на територијата на Македонија се подолги од 100 километри, и тоа Вардар, Бргалница, Црна и Треска. Нивната вкупна должина изнесува 875 километри. Потоа следува 6 реки со должина од 50 до 100 километри, и тоа Чиња, Крива река, Струмица, Бабуна, Радека, Злетовска река. Вкупната должина на овие 6 реки изнесува 402 километри. Дури 72 реки имаат должина помеѓу 20 и 50 километри, почнувајќи од Бошова и Тополка со по 49,5 километри, па до Песочанка река со точно 20 километри. Вкупната должина на овие 72 водотека изнесува 1965 километри. Во нашата држава 810 водотеци се подолги од 5 километри, а нивната вкупна должина заедно со претходните изнесува 9450 километри. Територијата на Република Северна Македонија во хидрографски поглед припаѓа на 3 главни морски сливови, и тоа Егејскиот со 86,9%, Јадранскиот со 12,9% и сосема малку на Црноморскиот слив со 0,2%. Во Егејското сливно подречје припаѓаат сливовите на реката Вардар и неговите притоки, односно 20.535 km². Сливот на реката Струмица со 1535 km², сливот на реката Лебница со 129 km², која пак е притока на Струма, и сливот на Доранското езеро со 120 km². Јадранското сливно подречје е представено со сливот на Црн Дрим со 3350 km², заедно со сливот на Охридското и Преспанското езеро. Низ овие хидрографски коридори кои припаѓаат на сливовите на Егејското, Јадранското и во сосема мал дел на Црното море, преку година просечно протекуваат нешто од над 9 милијарди метри кубни водна маса. Од тоа водно богатство годишно околу 6 милијарди метри кубни вода ја напуштаат Македонија преку реките Вардар, Црндрим, Струмица, Дворишка река, Лебница и сосема малку преку Беначката Морава на север. Купна просечна површина на сите водни објекти во Република Македонија изнесува 598,5 km² или 2,3% од површината на државата. Од тоа трите големи езера зафаќаат 482,9 km², 80,7%. Реките зафаќаат 31,1 km², односно 5,2%. Додека останатите езера, природни и вештачки, зафаќаат 84,5 km², односно 14,1%. Помалите природни езера, главно глацијални, зафаќаат незначителна површина од само 0,58 km², а останатите 83,9 km² се вештачки езера. Освен трите поголеми тектонски природни езера, во Република Македонија има 40 мали глацијални природни езера, сместени на високите планини на височини од 1600 метри до 2500 метри.
Бројот на акумулациите можеби никогаш нема да биде прецизирана од едноставна причина што нема јасно разграничување меѓу езеро од една страна и локва, вир или слични мали водени површини од друга страна. Денес нивниот број изнесува 318 акумулации, од кои 206 се изградени поради било каква нивна функционална намена, како водоснабдување, наводнување, искористување на хидроелектричниот потенцијал, рибогојство и така натака. Додека пак 112 се настанати од најразличити активности на човекот во природата, како експлоатација на природни ресурси во смисла на песок и најразлични видови на руда. Во Република Македонија има вкупно 24 големи акумулации чија зафатнина надминува 1 милион метри кубни вода. Дистрибуцијата на овие акумулации по статистички региони е следна. Бардарскиот регион има 3 езера, Младост, Водоча, Турија, Паљурци. Источниот регион има 4 езера, Мавровица, Калиманци, Ратевско, Градче. Југозападниот регион 4 езера, Козјак, Света Петка, Шпилја и Глабочица. Југоисточниот регион 4 езера, Мантова, Водоча, Турија, Паљурци. Пелагонескиот регион 4 езера, Стрежево, Прилепско, Суодол и Тиквешко. Во Полошкиот регион 1 езеро, Мавровско езеро. Североисточниот регион 2 езера, Глажња и Липково, и Скопскиот регион 1 езеро, односно езерото Матка. Најголема вештачко езеро се Тиквешко езеро на Црна река, езерото Козјак на реката Треска, Мавровското езеро на Мавровска река и Деварското езеро на Црн Дрим. Сите се со површина од 13 до 14 км квадратни и најголема длабочина околу 100 метри. Од претходното наведено произлегува дека во Република Македонија има околу 70 поголеми или помали природни езера и уште околу 120 вештачки езера, што значи дека вкупниот број на езера е околу 190 до 200 езера. При тоа само Охридското езеро има повеќе вода од сите останати езера заедно. Голем број од овие водени површини се атрактивни за риболов, на нив се лови со различни видови риболовни техники и мамки кои ќе бидат посебно презентирани во овој проект.